Добро утро, поздрав до вас и до нашите гледачи. Добро утро од срцето на општина Центар, односно од салата на кошаркарскиот клуб Работнички, која што навистина е од големо значење за сите центарци и за сите љубители на кошарката. Утро во новата тема разговарам со првиот човек на општината, градоначалникот Горан Герасимовски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, фала на поканата, одлични како секогаш. После долги години, односно веќе 50 години од постоењето на оваа сала, конечно добива модерен и нов урбан изглед. Токму така, после повеќе од 50 на години, отпочнуваме со реконструкција на култната сала на нашиот најтрофеен клуб Работнички. Изгубивме многу време во добивање на собственост на салата на општината, за да можеме да отпочнеме било какви реконструкции за истата. Многу градоначалници пред мене ветуваа, но останаа само ветувања. Еве, после подолг временски период, обезбедивме финансиски средства и отпочнавме со фазно реконструирање на салата. Во моментов отпочната првата фаза, а тоа е нова фасада, нов кров, нови канцелариски простори во горниот дел каде што се сместени и федерациите. Целта ни е да како општина инвестираме во спортот и во нашите млади. А тоа е со реконструкција на оваа сала, но и со реконструкција на останатите сали што ги имаме во нашите 8 основни училишта. Емотивно многу центарци се врзани за овој објект, каде што се случува големи победи, големи порази, меѓутоа секогаш се бориме за спортот, за подобро негово утро. Кој го даде конечното решение за изгледот на оваа сала? За самата сала обезбедивме средства од минатата влада. Првата фаза во самата јавна набавка се обезбедени 26 милиони денари, во втората фаза 1,5 милиони, каде што е планирано да се реконструира долниот дел, односно нов под, да се средат целосно трибините, нови санитарни чворови, електрика и така натаму. Значи ќе имаме една модерна, убава спортска сала која што ќе биде за пример. Ќе има ли доволен капацитет за сите љубители на кошарката? Малку ќе се намали капацитетот поради тоа што ќе се вметнат нови столчиња, но и ќе се скрати дел од трибината за да се обезбедат ФИБА стандарди. Морам да ве прашам за паркинг местата. Обично градскиот парк е место каде што секогаш се бара паркинг повеќе. Ќе има ли доволен број на паркинг места за љубителите на кошарката? Во моментов се носи нов дуб, токму тука во парк. Заврши во месец март. Верувам дека и временски веќе распишана, се очекува до крајот на месецот да заврши истата. Верувам, односно посакуваме и правиме напори да до септември, најдоцна октомври, ги сечеме лентите за отварање на новата сала Работнички. Заборев да прашам на почетокот, ќе има ли доволен простор за навивачите на Работнички? Секогаш е мал просторот, но верувам дека ќе ги задоволиме капацитетите. Да, верувам дека бојата останува иста, црвено-бела, препознатлива за Работнички. Секако бојата не се минува. Планираме и да дадеме ново име на салата, кое што ќе биде изненадување, односно при самото отварање ќе ве информирам.